Ветени 160, планирани 138 милиони евра. И новиот државен буџет предвидува помалку пари за земјоделска поддршка од предизборните најави. За земјоделците ќе ги зголемиме субвенциите на 160 милиони евра годишно. Предвидуваме 30% повеќе субвенции за секое ново грло добиток, а 20% за секој нов хектар. Стои во планот за живот во Македонија. Би требало кога зборуваме за ова да знае и јавноста, верувам дека знае дека ние наследивме огромни неизмирени обврски. Премиерот пак вели дека испланирале помалку пари од она што ветиле, бидејќи досега не се трошел целиот износ. Субвенциите ова година се проектирани на 8,5 милиарди. Денари, тоа е 140 милиони, не е 160. 160 во програмата. Да, не е 160. Се исплаќа во просек последните години меѓу 90 и 100 милиони евра. Толку беше исплатата, практична. Освен помалите субвенции, ќе има и помала поддршка за така наречената зелена нафта. Намалување на акцизната давачка нафта за земјоделска механизација за 50%. Пишува во предизборната програма на СДСМ, а сега со новиот буџет се предвидува поддршка од 30%. Неизвестно е кога ќе започне овој проект со оглед на тоа што веќе неколку пати беше одложуван. На 1 јануари годинава беше воведена дополнителна акциза од 3 денари по литар дизел, но не и субвенционирано гориво за земјоделците, со што нивните трошоци драстично пораснаа. За сега нема ништо и од најавите за намалување на ДДВ-то од 18 на 5% за ветеринарно-медицинските лекови.